Ние како општина во континуитет во соработка со директорот на здравниот дом, со управниот одбор на здравниот дом ја негуваме таа соработка во интерес на граѓаните на Радовиш, се со цел да создадеме поволни услови во здравниот дом за нега и здравствена заштита. Во таа смисла, знаете, вие претходно реализиравме доста капитални инвестиции во делот на реконструкција на консултативно-специјалистичката амбуланта, во делот на енергетската ефикасност, промена целокупната столарија во здравниот дом. Еве сега се надоврзуваме со уште една инвестиција, целосно, значи, промена, реконструкција на самата фасада, која што дополнително ќе ја зголеми енергетската ефикасност во здравниот дом, а самото по себе тоа значи и дополнителна заштеда на средства кои што дополнително во текот на 2015 година ќе можеме да ги предвидиме и за други активности кои што ги предвидуваме во соработка со директорот на здравниот дом. Апсолутно јас сум задоволен од сето она што досега е направено во здравниот дом, целокупните инвестиции кои што се преземени и тие, да не речам, современи услови кои што ги создаваме во самата зграда, во самата инфраструктура, а секако и во набавката, да не заборавиме на 3D апаратот кој што повторно заеднички се договоривме и го реализиравме и тоа ветување пред самите граѓани на Радовиш. Од каде средства да се реализира ова? Заеднички се средствата, значи претходно ние како општина имавме одвоено дел од средствата за реконструкција на столаријата во здравниот дом. Благодарение на посветената работа на директорот, на Комисијата за јавни набавки, транспарентноста која што ја има во целост, доведе до тоа да имаме заштеда, значи помали суми од тие проектирани кои што беа претходно, и дополнителни неколку илјади денари беа одвоени од самиот буџет на здравниот дом за да се реализира и оваа битна инвестиција за самата зграда, односно за здравниот дом во Радовиш. Морам ова да го спомнам дека Здравствен дом Радовиш е можеби прва јавна здравствена установа со проект за енергетска ефикасност. Иако овој проект сега го гледаме во реализација, проектот е некаде уште пред 4 години. Значи, испрво сме имале само идеја, па проект, но идеите и проектите не би биле реализирани доколку не би била поддршката од локалната самоуправа, доколку не беше поддршката од градоначалникот на општина Радовиш, советот на општина Радовиш. И морам ова да го спомнам, од секој пат наоѓале разбирање за здравството, иако основач на јавната здравствена установа не е локалната самоуправа, но тоа значи дека и покрај многуте обврски, многуте идеи, многуте можеби и ветувања кои ги реализираат, сепак се вклучија да инвестираат и во јавната здравствена установа, зашто изразувам јавна благодарност. Проектот за енергетска ефикасност мислам дека ќе заштити некаде 7 до 10 тони на нафта, или тоа кога го претвориле во евра би било 7 до 10.000 евра. И замислите само ова сега што го гледаме позади нас, некаде за 3 години веќе би било исплатливо едноставно со самата заштеда. Ние тука сигурно нема да ја застанеме, ова е само дел од проектот за енергетска ефикасност, но сепак апелираме покрај градоначалникот, општината и локалната самоуправа, најверојатно во иднина ќе мораме да вклучиме и други институции, можеби ако треба и да се вклучиме во ИПА проектите. И идеи ќе има, за се треба поддршка, да се работи тимски, да не се гледат само лични кариери, да не сме себични. Мислам дека парите на граѓаните ги трошиме онака како што треба, затоа што тие пари не се наши, како што испомна градоначалникот, транспарентно, а верувам и знам дека истото се работи во локалната самоуправа, односно во нашата општина. Кој изведувач и задоволни ли сте од работите на изведувач? Па, изведувач е Евроградба, инаку за тендерот се бореа во околу 6 фирми. Задоволни сме и со цената и мислевме дека цената ни изгледаше дури малку прениска, реални да видиме, но кога видовме дека фирмата е озбилна, квалитетно работи, и засега ниту надзорот, ниту ние немаме замерки во градбата, во квалитетот и во целост. Цената е некаде околу 1.700.000 денари и како што спомна и градоначалникот, тоа се заштедени пари, пари од претходни проекти кои ги инвестирала локалната самоуправа, во дел и ние сме учествувале. И можеби треба да се пофалиме кога се работи тимски, кога се работи во соработка со луѓе кои сакат да и помогнат на граѓаните, кои се грижат за граѓаните, резултатите се видливи и тоа сигурно граѓаните знаат и ќе го препознаат и во иднина и ќе го ценат тоа.
Thank you.